Аплаузи и овации за новото театарско остварување на Народниот театар Джинот од Велес. Премиерата на Крал Иви најде на одлични реакции кај велешани. Задоволството не го криеше ниту режисерот Цветановски, кој вели дека оваа представа има големо значење за неговата кариера и се надева на долга соработка со Велешкиот театар. Она што тој го даде како печат на представата беше употребата на демирхисарскиот дијалект. Еден од така најбогатите и најзачуваните дијалекти, тоа е демирхисарскиот, да го вметнеме во представата, бидејќи јас по потекло сум од таму, па некако можев и да им помагам на актерите и секако самиот дијалект не само што дава сочност на представата, туку и покажува во која ментална состојба се наоѓаат ликовите кои што се борат за престолот. И главниот протагонист во представата Кралот Иви, кој го игра велешанецот Зоран Јутков, вели дека мешањето на дијалектот со македонскиот литературен јазик барало и повеќе работа. Откривајќи го дијалектот, всушност ние и самите си откривме и нови актерски квалитети во играта, кои што мене лично многу ми помогна во креирањето на улогата. Пробав на неколку пати да говорам понатаму на, да речем, во тие монолошките парчиња на чист литературен македонски, но тој те враќа во сосем друга динамика. Мислам дека ова е полн погодок. Во улогата на мајка Иби пак се појавува Зорица Панчик, која по премиерата изјави дека е премногу задоволна од процесот, но и реакциите на публиката. Едно време така си помислив, многу лесно оди. И одеднаш се случи представата. Многу интересен процес како што не сум имала во животот. Се одеше многу лесно, многу убаво и добивме производ кој што мислам дека е добар. Реакциите на публиката исто многу ми се допадна. Во Крал Иби свој деби на сцената на Велешкиот театар имаше и Драгана Босник, која од наодамна му се приклучи на актерскиот тим на театарот. Многу сум задоволна, ово ми е прв контакт со велешката публика и морам да кажем дека се чувствувам како да сум одамна веќе тука. За колегите немам ништо освен прекрасни зборови. Се исполнили очекувањата од представата кои ги имавте пред премиерата? Да ви кажем, представата и за мене беше едно изненадување, бидејќи овој тип на представа, конкретно овој текст секогаш влече на некое така покомично, пообично изразување, меѓутоа мислам дека направивме една прекрасна, озбилна представа со сите димензии, со една озбилност која и во секојдневието денес кореспондира со времето во кое живееме. Крал Иби изобилуваше со доста сценски перформанси, во кои до израз дојдоа и сценографијата, која е дело на Валентин Светозарев, како и музиката за која беше заложен Димитар Антоновски и костимите на Александра Крнинова Груев. Драматизацијата на текстот на Алфред Жари ја направи Сашо Димовски.